Благодарам, председателе. Почитуван Лјупчо Николовски, убаво е вака теоретски кога зборувате, меѓутоа досега многу гледаме колку ги преземавте вие обврските ваши кои што произлегуваат од сите овие закони и правилници. Сега ја да ви кажам вие што направивте у однос на земјоделието и у каква состојба оставивте, па на крај ќе заклучам за овој избор на заменици министри. 2016 година во Македонија имало 23.438 тутунари, 2023 17.587. Откупот бил 25,2 милиони килограми, 23 14,8 милиони килограми. Извозот бил исто така за 10,4 милиони килограми помал за разлика од 2016. Во однос на молзните крави, 2016 година 132.332 грла, 2023 79.021 грло. Биле произведени 2016 403 милиони литри млеко, 2023 238 милиони литри млеко. Јаболкото извозот 2016 година имаме 81 милион 736 873 килограми, 2023 65 милиони 253 илјади и така натаму. Доматите се намалени, виното е намалено. Ја оставивте бројката на земјоделци од речиси 130.000 во 2016 година на 80.000. Знаете кај ви се 50.000? Во Италија работат по туги ниви, наместо да си ги работат своите. Го оставивте буџетот со 3,7 милијарди денари долг, односно неисплатени субвенции. Како ресор го имавте шумарството, се прашувате што сме правиле ние овој месец. Па не гледате секој ден што се случува по шумите. Не гледате дека шумското стопанство нема да стави нафта. Не гледате дека ги оставивте шумската полиција без никакви возила, без никакви ресурси. Водостопанството беше под вас. 2 месеци плата нема земено. Ако не беше дефектот во Макарија лани, вие немаше ниту еден денар да инвестирате во водостопанството и во оние системи за снабдување на земјоделските површини со вода. Ке сумирам, не сакам да должам многу, резултатите сами по себе кажуваат. Ке сумирам. Било кој чесен човек во Република Македонија да е предлог за заменик министер во било кој ресор ќе биде подобар од она што вие го имате сработено. Благодарам.